Почетокот на грејната сезона ги донесе првите денови со зголемена загаденост на воздухот, особено во вечерните и во ноќните часови. Тоа го чувствуваат граѓаните на Струмица, иако градот може да се смести во групата на општини со прилично ниска загаденост и прилично чист воздух. Тука загаденоста може да се забележи во најфреквентните периоди од денот, кога најмногу се движат автомобили, но и во вечерните часови, што се должи на грејењето на домаќинствата на дрва и други цврсти горива. Општина Струмица во поглед на намалување на загадувањето во соработка со европски фондови реализира повеќе проекти за намалување на загадувањето. Меѓу нив е и проектот за ефикасно користење на соларна енергија за подобра иднина, како и активностите на локалниот еколошки акцијски план за заштита на животната средина за периодот 2016-2020 година. Со воведувањето на паркинг зоните пред 2 години во градот се овозможи и бесплатен паркинг за хибридните и електрични возила кои носат помала загаденост на воздухот. Со промоцијата на проектот од владата за грејење на пелети голем е бројот на струмичани кои покажа интерес за овој начин на грејење, а како што информираат и фирмите за производство, во последните неколку месеци зголемена е побарувачката за пелети. Во регионот на општина Струмица има околу 700 домаќинства кои што се греат на пелети. Доста еколошки предности со тоа што емисијата на CO2 гасови кои што се испушта во атмосферата е многу помала. Најблиската мерна мониторинг станица за квалитет на воздухот во југоисточниот регион се наоѓа во Кавадарци, но таму последните мерења освен во тој град не покажуваат присуство на било какви загадувачки супстанции присутни во воздухот. Имено во Струмичкиот регион клучна улога во одржувањето на еколошкиот систем и квалитетот на живот на околу 125.000 жители има екосистемот на сливот на реката Струмица. Еколозите кои се бават со оваа проблематика велат дека мерките треба да се преземат пред да почне грејната сезона, а не откако ќе почне задушувањето. Но и во Струмица, како и низ целиот југоисток, генерално загадувањето овие денови доаѓа од сообраќајот, загревањето во домовите, индустријата и од другите помали загадувачи. Дополнително, негативно влијание имаат климатските фактори, градежните работи, лошите сообраќајни решенија и местоположбата на градовите.